И добре дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска би сакал да ви прикажам некои новости и секако имам неколку нови сценарија кои што би сакал да ви ги прикажам на биткоин, да видиме каде се наоѓаме моментално на пазарите, бидејќи гледам многу страф на пазарот, бидејќи ја прекршивме главната тренд линија која што не водеше нагоре во трендот и верувам дека немаме уште простор за паника. А зошто? Тоа ќе го прикажам сега. Во меѓувреме, погледнете. Имаме чарт на Етериум и на биткоин, кој што повторно ја допира оваа тренд линија и дали ќе имаме тука задржување на цената и продолжување нагоре. Останува да видиме, оваа цена уште не пробила, како што можеме да видиме, веќе е на тренд линијата, многу лесно можеме да добиеме повторно намалување на овој чарт, и тоа не можеме да го знаеме се додека не затвориме неколку свеќи над оваа тренд линија. И доколку го погледнеме Етериум на овој чарт, можеме да ја видиме и Елиот теоријата која што е прикажана на сликава, и погледнете сега имаме големиот бран кој што се одвива 1-2, 1-2, 3, 4, 5, што значи дека сега моментално сме во третиот бран кој што има внатре во него 5 движења и уште не сме го формирали овој петиот бран од третиот бран на поголемо макро ниво, после која што би следела поголема корекција за Етериум доколку овој циклус продолжи, каде што се претпоставува дека ќе продолжи, но што повеќе се зборува таа идеја, толку повеќе не ми се допаѓа, бидејќи масите всушност го знаат тоа, а верувам дека маркетмейкерите ќе го искористат тоа, така да останува да видиме што ќе се случува во следниот период. Верувам дека имаме уште поголеми движења за Етериум моментално и во овој момент немаме потреба од грижи, бидејќи Етериум е уште над основната тренд линија. А тоа ќе го погледнеме секако и подоцна. А сега да погледнеме биткоин индекс перформанс, можеме да го погледнеме дека се уште имаме малку време за да се искачиме до тој нов врв и да се постави новиот врв во 2025 година, кој што го очекува, а потоа да настапи стандардниот bear market и се повеќе се преферира идејата дека немаме bear market, одиме само нагоре. Тоа верувам дека воопшто не е можно, бидејќи мора да имаме пат за да имаме подоцна повторно скок и така натаму, бидејќи мора да се ресетира сентиментот и не можеме вечно да одиме само нагоре, мора да има корекции и тоа мора да го разберете. Во меѓувреме, претходната грижа беше биткоин циклус, каде што нема да имаме Етериум сезона, нити пак алт сезона. Моментално се зборува дека биткоин и Етериум ќе го достигнат својот врв и нема да имаме алткоин сезона, но доколку погледнеме како се случувале настаните во минатото, можеме да забележиме дека прво биткоин оди нагоре, па Етериум, па алткоинет, кои што за кратко време може да пораснат огромен процент. И како што можеме да погледнеме на сликата, имавме голем број на нетрпеливи луѓе кои што се сомневаа во овој раст на биткоин од 2022 година, и само погледнете доколку имате трпение што всушност се случува на пазарот, а голем број на луѓето кои што присуствуваат на овие пазари го немаат трпението и немаат време да чекаат скоро цели 3 години за да направат големи профити и да го гледаат графиконот на повисоки таймфреймови. Во меѓувреме, доколку погледнеме MicroStrategy, исто така проби од својата главна тренд линија, големи се шансите дека ова е врвот на MicroStrategy. И во претходните видеа прикажувавме дека
првично имаме врв на MicroStrategy, а потоа го имаме и врвот на Bitcoin, што значи дека MicroStrategy го води движењето каде што првиот го формира својот врв, а потоа тоа го следи и Bitcoin, па останува време да видиме дали тоа всушност и ќе се случи. Доколку ја погледнеме доминацијата, можеме да забележиме каде всушност алткоините започнуваат да се движат. Само погледнете тука, само што и пробивме уште подолу од Гозиски канал тука и верувам дека ова ќе продолжи уште надолу, барем во одреден период, бидејќи се уште немаме знаци за враќање на доминацијата во горна насока. И секако, еден од важните делови на Биткоин можеме да забележиме дека е 110.000. И сега, доколку зумираме, можеме да погледнеме дека го ретестираме ова ниво од 110.000, кои што верувам дека ќе бидат ретестирани и нема цената да пробие надоле. Доколку пробие надоле, имаме други случувања кои што ќе ги погледнеме за кратко. И доколку погледнеме Нупл, можеме да забележиме дека уште се наоѓаме во верување, во фазата верување, и верувам дека еуфоријата следува во овие следните месеци, септември, октомври, да оставиме на времето да видиме што ќе се случи. Доколку погледнеме Фед, имаме 88% дека ќе имаме намалување на каматните стапки, но треба да знаете дека намалувањето на каматните стапки во намалување на економијата значи дека огромни се шансите дека ќе влеземе во рецесија и цените ќе одат надолу наместо нагоре. И доколку го погледнеме Fed balance sheet, можеме да погледнеме дека тој уште се намалува. До кога ќе трае тоа не можеме да знаеме, но само ги забележуваме моменталните индикатори. И доколку го погледнеме CBBA индексот е на 75 поени, и доколку сакате да знаете повеќе за овој индекс, тука можете да ги погледнете овие индикатори: P-Cycle Top, Nupl, RHODL, Pull Multiple и овие сите индикатори можете да отворите на интернет. Верувам дека ќе најдете и превод за нив, да успеете да ги преведете и да разберете што всушност значат тие. Секој од нив има свое значење, а тука се составени само во еден индикатор кој што е комбинација од овие сите и покажува макронивото на циклусот на Биткоин, каде всушност се наоѓаме. И по овие бои можете да забележите дека всушност се наоѓаме до крајот на овој bull market. А сега да преминеме на чартовите кои што верувам дека ги обожавате во овие видеа. И погледнете сега, ова верувам дека ќе го избришеме сега, и тоа не беше day cycle low, бидејќи беше многу рано и ние тоа го очекувавме. И сега погледнете, очекуваме до 68-иот, 69-иот ден да се формира ова day cycle low, а тоа ќе ни даде потврда од овој дел тука. Кога ќе ја пребиеме оваа тренд линија, со пробивање на оваа тренд линија добиваме потврда за тоа дека трендот продолжува нагоре. Но сега имаме неколку сценарија, би сакал да ви го презентирам првото. Само да го најдам чартот сега. Погледнете го ова движење 2021 година и сега ќе го копираме само тука. Дали ќе видиме некои сличности во однос на ова. Погледнете. Овие чартови се многу слични сами на себе. И доколку го добиеме day cycle low тука, и доколку има повторно движење нагоре тука, и не пробиеме над ова ниво, верувам дека е формирање на
дистрибуција, односно големи се шансите дека ќе го завршиме овој weekly cycle со поголем пат, каде што ќе се ресетира сентиментот и од тука треба да видиме дали повторно би се вратиле нагоре. Не можеме да знаеме сега моментално, бидејќи се уште ништо не се случило и доколку погледнеме, сега ќе го избришам ова, секако, ние можеме и да го формираме ова day cycle тука некаде, да пробиеме и да продолжиме нагоре во четвртиот, да биде left translated cycle, да го достигнеме конечно овие 150.000 и подоцна повторно да се вратиме надоле и погледнете, ова е всушност uptrust, односно ова многу личи на дистрибуција, каде што големи се шансите дека ќе се придвижиме во bear market, а тоа ни го покажува и времето. Доколку погледнеме на циклусите, големи се шансите и за тоа. Но останува да видиме моментално на краток период, бидејќи гледаме на дневен чарт, погледнете, индикаторот е веќе ресетиран, доле сме, верувам дека ќе имаме некое придвижување нагоре, доколку го погледнеме MACD уште не е консолидиран за придвижување нагоре моментално, и доколку го погледнеме овој чарт на неделно ниво, можеме да забележиме дека изгледа малку пострашно од вообичаеното, бидејќи овие линии се разделени, моментално паѓаме надолу, но сето тоа може да заврши со некаква си консолидација тука, барем сега за сега, и MACD, погледнете, MACD се појави во црвено. Дали ќе го формираме weekly cycle и потоа во октомври ќе направиме нови all time highs, не можеме да знаеме, но останува да го следиме чартот. Сега за сега, првично треба да го најдеме ова day cycle тука во овој период, за да видиме што ќе се случи понатаму, доколку добиеме тоа day cycle тука некаде и повторно се придвижиме нагоре и не пробиеме низ ова, огромни се шансите дека го имаме врвот на овај биткоин циклус. Доколку погледнеме сега USDT доминација, погледнете, тоа ни го покажува и USDT доминацијата, имаме пробив, ретест и веројатно продолжување нагоре. Треба да видиме уште неколку дена каде ќе завршат овие свеќи, дали ќе бидат затворени над оваа тренд линија. USDC веќе пробива нагоре, ова ќе го поправиме и погледаме, веќе пробиваме со оваа тренд линија нагоре. Тоа се некои од индикаторите кои што ни покажуваат, ево го и DXY пак уште се наоѓа во надолна тренд линија. Биткоин доминацијата, доколку ја погледнеме, моментално немаме знаци за опоравување, така да верувам дека ќе продолжиме да се движиме надолу во следниот период. Сега да погледнеме и Ethereum, доколку го погледнеме овој чарт, немаме воопшто потреба од грижа доколку поседувате Ethereum моментално, бидејќи оваа тренд линија уште не е пробиена и оваа тренд линија може многу лесно да пробива уште нагоре, и кога ќе пробие, веројатно би требале да продадете, така да останува да видиме што ќе се случува. Верувам дека ќе имаме поголем скок на алткоините во следниот период, но тоа не верувам дека ќе биде на нивото од 2021 година, барем сега за сега. Доколку погледа S&P 500, нови врвови тука, враќање на цената нагоре и уште продолжуваме во следниот day cycle да се движиме. Златото се повеќе и повеќе верувам дека имаме консолидација која што ќе биде проследена со големо движење нагоре за златото. Тоа ќе треба да го видиме во следниот период, се надевам,
И сега ајде да го погледнеме MicroStrategy како изгледа, погледнете. Огромна продажба тука и погледнете. Допир и верувам дека ова веќе е даунтренд, односно дека цената ќе продолжи да се консолидира, а подоцна и да пробие повторно надоле и да се врати, бидејќи погледнете. Ова е огромен раст на MicroStrategy од скоро $20 до $345 во овој циклус. Неверојатно за оваа компанија. И тоа е тоа. Од прилика што очекуваме во следниот период. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my